повици на телефонот тогашниот прв вице-премиер. Тогаш, ако се сеќавате, имаше едно друго автентично толкување, со кое што пред да биде донесено во собранието, имаше веќе објавена одлука за објавување на оглас во службениот весник за доделување нова лиценца за игри на среќа. Вие ќе се сетите, бидејќи најверојатно сте биле присутен на владата. Сега да ги извадиме документите, можеме секако тоа да го видиме, беше потпишана од тогашниот прв вице-премиер Артан Груби. И тоа е факт. Сега, ние имаме еден спротивен случај на тој. Сега имаме друго автентично толкување, каде што една група на пратеници бара да тие лиценци кои што биле издадени изминатите 7 години на тој начин, едноставно бидат одземени и тие луѓе кои што приредувале игри на среќа едноставно да не може повеќе да го прават тоа. Тука е разликата во концептот на тоа како ние ги разбираме работите. И за мене морам да искоментирам, малку е парадоксално и му се извинувам на господинот Бетики што можеби репликата не е во неговите во аспект на неговиот говор и тоа што тој материјално го искажа, но чувствував должност малку да објаснам на граѓаните. Малку е парадоксално сега ние да зборуваме тука дека пропагираме еден закон да биде донесен со сите овие работи кои што ги набројуваме, од друга страна да сме во коалиција со човекот кој што замислете или партијата, нивниот вице-премиер и нивниот министер за финансии даваа потписи на такви автентични толкувања да поминуваат во собранието и добро може да се види на веб страницата на собранието, има пишани докази, има видеа како се одвиваа и колку часови траја седниците на законодавна правната комисија, во кој што ние како партеници од тогашната опозиција резистиравме да се донесе такво автентично толкување. Уште еднаш да потсетам. Автентично толкување кое што се уште не беше донесено во парламентот, каде што беше потпишана пратеничка која што не беше запознаена со предметот кој што беше напишан таму и во тоа автентично толкување и каде што пред да биде усвоено или не усвоено тоа автентично толкување имаше објавено во службениот весник оглас со фоторобот како треба да изгледа тој кој што треба да ја донесе лиценцата. И уште еднаш ќе го повторам мојот став. Не за вакви решенија кои што треба да генерираат дополнителен профит на поединци, да за системско решение кое што можеби би било зошто и да не иницирано од самите пратеници во парламентот. Можеме да усвоиме и заклучок на Комисија за финансирање дека мора да има јавна расправа во носењето, односно во тој пат на носење на ново законско решение, бидејќи знаеме дека овде имаме неколку заинтересирани страни чии проблеми мора да бидат решени. Треба да има едно системско решение кое што ќе биде компромис, затоа можеби давам предлог да најдеме начин како тоа да го организираме во рамките на надлежностите. Благодарам.